Добро вечер. Недела 22 часот, ова емисија во Центар на YouTube, сум Васко Евто, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Вечерва и во четврток, едно джамбо интервју, мега интервју, трае некаде околу 3,5 часа. Интервју со поранешниот директор на државната безбедност или службата за државна безбедност Слободан Богоевски. Многу ексклузивни работи, многу пикантни информации. Во вечерашната емисија или во вечерашниот прв дел на интервјуто со Слободан Богоевски ќе слушнете за Каракачанов, начинот на кој е врбуван Каракачанов, како работел за македонските служби. Ќе слушнете за Ванчо Михајлов, длабоката држава или како е формирана длабоката држава Република Македонија, меѓутоа ќе слушнете еден дел кој ќе ви изненади, бидејќи доаѓа од устата на првиот човек на државната безбедност во период некаде помеѓу 91 и 95 година за Александар Македонски, начинот како Александар Македонски е вратен на територијата на Македонија, каде била неговата престолнина, одредени историски пикантности или ексклузивитети кои прв пат имате можност да ги слушнете. И едно е да ги слушнете од устата на овие алтернативни историчари, а второ да ги слушнете од устата на првиот човек на државната безбедност кој имал информации или кој имал допир до одредени информации кои не се достапни до обичниот народ. Со еден збор кажано, некаде околу саат и пол, саат и 40 минути на ексклузивно интервју, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Слободан Богоевски, сведок на историјата. Не сведок само нова 30 годишна или последните 30 години на македонската историја. Многу луѓе кои ве знаат, или тие што ви се пријатели, велат сведок и на историјата изминатите 20 или 30 век. Ке почнеме со последните 30 години. Слободан Богоевски, сведок на последните 30 години. Поранешен шеф на ДБК, многу знаете. Што правите со такво знаење? Што прави, како го складира човекот кој ги има тие информации за луѓе, за олигарси, за настани, атентати, правење на држава, преговори, име, презиме, Бугарија, Грција и така натаму? Прво сум благодарен што сум жив, нели? Тоа значи дека многу години од мојот живот поминале и покрај кариерата и сум среќен ево што можеме да разговараме за тоа. Не сум многу оптоварен со нити податоци, информации, нормално, како секоја една професија, затоа што ние сме така и профилирани и тренирани да направите една психолошка завеса од оно што било, ама да извлечете поуки, особено на што не треба да го правите. Во таа смисла не ми представува некој посебен товар тоа, али тој дел на запаметење е најважно нешто за било кој од тие професии, што гледам и кај вас е присутно, тоа е долгото паметење. Нема иднина без тоа долго паметење. Тоа важи и за сите народи во целина. Богоевски, изминатите 10 или 15 години ние стекнавме некој погрешен впечаток за тајните служби. Да. Слушање, прислушкување и така натаму и така натаму. А во основа тајните служби суштината е на памтењето, на информацијата. Точно. Не е на техниката и на слушањето или на прислушкувањето. Апсолутно. Така да, мислам дека погрешно и разбравме, а погрешно е поставен системот во Република Македонија. Затоа нас не се случуваат вакви дефекти, бидејќи сме обседнати да слушнеме кој што прави, а големата слика нас ни поминува. Ни се протнува и не ја гледаме. Многу мистерии настана околу тие тајни служби и нормално човековиот ум реагира на таков начин кој ќе слушне тајни служби и одма му асоцира нешто на темната страна на нашата спознаа. Заправо кај нас и сосема со право добивме епитет дека се и нешто друго покрај тоа, заради распаднатиот во целина уставно правен поредок, а потоа и безбедносниот систем, што јас не го очекував, бидејќи во периодот на процесот на осамостојувањето на Македонија и пред тоа, верувавме дека ако бидеме самостојна држава, дека ќе можеме на еден пристоен начин да го уредиме и функционирањето на тој систем и во целина на нашата држава, ако не многу подобро, али барем малце подобро од тоа што го живеевме во поранешна Југославија. Јас морам да ви кажам, на сон не сум сонувал дека ќе дојдеме на ово дередже, условно го наречам,
да својата иднина македонците гледат надвор од Македонија, односно оние што се работоспособни, напредни, бидејќи не гледат перспектива и второ една општа правна и лична несигурност на луѓето во било која област заради нефункционирањето на уставното устројство во Македонија. Тоа ми е многу жал, затоа што живеев тогаш со надеж дека ќе направиме на вистина една самостојна држава. Ние не сме голема сила, нити како територија, нити како народ, нити како економија. И то не е хендикеп. Има многу помали држави од Македонија што се пример за развој, посакувани места на живење. Овдека и историјата, и природата све ни дале што треба да направиме такво нешто. Меѓутоа, оно што се случуваше од 91 наваму, на жалост покажа дека преовладуваат и сили, и сваќања, не зборам само за надворешните, кои ни го отежнуваат тој пат и кои направија се да се што е креативно во оваа држава да не учествува во општествените процеси. Вие гледате сега и во, да не се навраќаме поназад многу, во вакви значајни моменти, како што се негирањето од сите страни, условувањето, оценувањето и од соседите, од Грција, ево и од Бугарија, сега најактуелно. Погледате како тоа се одвива. Општеството не е вклучено. А ние имаме и разумни и образовани луѓе. Не само што не е вклучено, се пасивни. Пасивни со индигнација. И разбирливо е зашто се така. Како анестезирани, како запко се поправили, пломбирани или инекција, инјектирана некоја анестезија, која го умртвува ткивото, го умртвува општеството. Бугарите тоа го нарекуваат, ке имаме посебна тема, нели, на крај сега во што се вика, ако одиме временски или сукцесивно, бугарите тоа го нарекуваат длабока држава. Длабока држава која нели треба да асоцира на некој комунизам, на некоја оставштина од комунизмот, од Тито, од Лазар Колишевски, нели така натаму и така натаму. Вие всушност фативте два периода. Фативте дел на комунизмот и фативте дел нели на создавање на независна македонска држава. Можеме ли на почеток, бидејќи воведот е одличен, феноменален, немам што да додам на воведот што го имавте во овие неколку минути што кажавте, можеме ли да дефинираме што е таа длабока држава во Македонија? Кој владее, кој спречува договори нели со Бугарија и со Грција, чисто како вове да доиме до независност и така натаму, а прашањето на Грција, прашањето на Бугарија како посебни сегменти ќе ги анализираме во ова интервју. Тоа е често користен термин за да се замагле суштината. Американците често пишуваат, говорат, истражуваат што е длабока држава во Америка, и кај нас не сме исклучок. Од време на време ќе слушнете, оставете, тоа е дело на длабоката држава. Но секако тоа не се оние на кои тие мислат. Ние си имаме своја длабока држава и изградивме таа длабока држава затоа што направивме паралелни држави. Една легална со уставот и со законите пропишана и една парадржава која е длабоката држава која владее со државата, ама народот не знае дека владее и нема никаква одговорност за тоа што го прави. Сакам од тука да почнеме. Која е таа длабока држава? Еден момент важен, ево со тоа со Трајанов, со Павле Трајанов, сеќавате во тие процеси 89-та, 80-та и понатаму, трите клучни барања наши во тој период што беа? Департизација и деполитизација на институциите. Тоа беше клучно. И друго е прашање после околу самостојна Македонија и така натаму. Тоа беше клучно за функционирање на институциите. Благодарение на италијанскиот модел. Властите се менуваат, партиите паѓаат, владите паѓаат, но институциите остануваат со способни луѓе. Тие се помоќни од било кој председател, премиер, избран. Нели, тој доаѓа, си оди.
Тоа е суштината Али на тоа е тоа. државата. Тоа е суштината на битката на осумината. Значи 8 Точно. припадници на тогашното Министерство за внатрешни работи или како се велеше Републички секретаријат, да. за внатрешни работи, вие Павле Трајанов, дел од нив веќе се покојни и така натаму. Точно. Го отпочнувате процесот, условно речено, со некаков бунт внатре во Министерството за внатрешни работи. Гледајќи што се случува. Се поделува политичката елита. Да. Лазар Кулешевски, тогаш Григорije Гоговски премиер, Васил Тупурковски имаше победено на непосредните први избори за член на председателството на поранешна СФР Југославија и станува огромен проблем. Јован Трпеновски, адвокатот, тогаш беше министар за внатре. И вие сте суспендирани. Да, точно. Точно. Од сегашна временска дистанца, како тоа би го дефинирале? Длабоката држава удира кон вас или вие сте дел на длабоката држава која сака да го менува системот? Не може да бидете длабока држава ако јавно го тоа правите. Нели? Ова што ние го правевме, го расправавме и на Централниот комитет на СКМ, тогашен, во собранието на Република Македонија и на јавни конференции. И пред медиумите, сите тие соопштенија, цели за што се залагаме, беа јавни, значи не може да биде тајно тоа. Тајно беше другото влијание. Луѓе кои немаат никакви функции, а сакат да одлучуваат за виталните процеси во Македонија. Кои беа тие луѓе? Кулишевски? Луѓето на Кулишевски. Ево кратко да ги дефинираме. Богојски, тој ли е длабоката држава? Али тоа беше детска играчка во тој период во однос на сега. Сега што е. Али почнавме го спомнавме, не сакам, Бог да прости, починате човекот. Али беше символ на таквото влијание. Значи седите горе, сите ви реферираат, еве, вие одбирате кадри, вие одлучувате кој што ќе Тоа е тоа водњанско лоби што се водњанско лоби, сега го популар. Тогаш во ова насока многу беше битно и улогата на првиот председател на СКМ ПДП, тоа што се прекрсти, нели? Петар Гошев, кој донесе одлука сите кадри на Сојузот на комунистите да се повлечат од јавните функции. И тоа беше многу важен момент кој даваше надеж дека ние можеме сериозно да го придвижиме процесот на осамостојување на Македонија и дека нема да ги загубиме институциите. Ако почнете да ги партизирате, како што сега е, буквално све партизирано, а во превод значи онеспособено, тогаш не може да споредите таа желба и залагање во тој период и ова што сега се случи. Тој темен период што го нарекуваме, нели, е светол период во споредба со тоа дене што се случи. Апсолутно. Значи нивото на демократијата кое е тогаш присутно е Монт Еверес за нивото на демократијата кој сега ние го живееме во Република Македонија. И тука е проблемот и хендикепот после 30 години. Ние да се вратиме многу поназад 88-89 година, кој нели во некој историски контекст во другите комунистички држави се нарекуваат темен период на развојот историјата на одредена држава. По право сте, Васко. Имаше уште еден елемент тоа што ја даваше таа стабилност. Тоа беше постоењето на Југославија и сојузните органи кои беа коректив во многу области, да речеме во судството, постоеше сојузен суд и треба да внимавате како судија дека ако ти стигне предмет за тие што беше надлежен, сојузниот суд, тоа вие после тоа не можевте да бидете судија понатаму. Нема Сваровски. Нема Сваровски. Нема тефтерчиња. Ние исто како служби бевме под насоки и инспектирање на сојузните служби. Значи, еднаш годишно редовно се призве. Тој страв кај нашиот народ, тука кој работеше во тој период, на некој начин го сопираше оно што значи злоупотреба на службените функции и гарантираше дека на граѓаните дека ако ти ги загрози некој правата, дека на крај ако не во Македонија, барем во сојузните органи и многу луѓе одеа да си ги остварат своите права во сојузните органи. Ако добро ве разбирам, вие всушност водевте битка против тогашната длабока држава на Лазар Кулишевски. Точно, скриена држава беше таа. Кој немаше функција, после нели, беше после смртта на Јосип Броз Тито 15 дена председател на председателството на СФР Југославија Лазар Кулишевски, нели? 10 или 15 дена.
заминува во политичка пензија, меѓутоа неговите играчи, Да. дали Љубисав Иванов Дзинго во бизнисот, дали некои други структури. Јаков Лазаровски беше прв председател на Централниот комитет на Сојузот на комунисти на Македонија, кој не успева во парламентот да биде изгласа да биде член на председателството на СФР Југославија. Тогашниот премиер, или како сика председател на извршниот совет Григоре Гоговски се уште жив, и Јаков Лазаревски не се избира во парламентот во таа битка помеѓу нив двајца кој да биде член на Македонија во председателството. Па соди со Драголюб Ставрев и со Васил Тупурковски на непосредни избори. Васил Тупурковски е жив, Драголюб Ставрев е починат, менторот на Хари Костов, нели денес на Комерцијална банка, на Никола Поповски што беше министар за финанси, на Драголюб Арсовски во негово време се вработени нели како соработници на извршниот совет на Република Македонија. Добро се сеќавате, може би им звучиме на гледачите малце архаично, но клjuč на сите процеси тоа добро сеќавање. Така беше тоа точно. Јас можам да ви кажам пример како изгледаше функционирањето на таа тогашна скриена држава. Кулишевски немаше никаква функција. Еден период после смртта на Тито беше член на председателството и кратко време кога почина преседаваше со председателството. После тоа дојде во Македонија, меѓутоа иако немаше никаква функција, сите информации, целокупното работење на службата за државна безбедност одеше прво кај него. Целокупната кадровска политика кај него. Како всакат нека е човек и образован, со искуство и со добри намери, не е возможно да ги знае сите луѓе во Македонија, затоа постојат овие институции. Имаше трагикомични ситуации, јас сум присуствувал на такви средби, како помнат тогаш. Јас, началникот, шефот на службата и Кулишевски ќе седне нозете на... И то почнуваше со изворот во Социјалистичкиот сојуз прво. После се одеше во СКМ, па понатаму делегацијата, али од тука почнуваше таа кадровска политика и нормално ние бевме задолжени да ги провериме кадрите што ги предлагаат овие. Дали се подобни? И јас бев задолжен да ги објаснувам сега зошто е така. И се сеќам, цело време Кулишевски само молчи и слуша. И овие, председателот на социјалистички, секретарот на социјалистички тука, за пример ги земе исто се одвиваше и за ЕСКА, се случуваше и за делегатскиот систем. Овој слуша и го држи високо во раце и ако не одреагира, значи поминува тој кадар. Висок. Ако праша, а кој е тој? Извинете, друже Лазар, тоа малце грешка направиле во општинскиот комитет, друг имаме тука. Ќе го поправиме тоа. Се малце смешно изгледа, ми тоа беше така. Така функционираше. Така функционираше. Јас се прашував, од каде овој човек ги знае сите луѓе во Македонија? Не е нормално, не е природно тоа. А и не ги знае. На тоа беше сведена таа скриена држава, човек кој нема никаква функција во државата, а одлучува за сите функции во државата. Значи не ги знае луѓето, но стравото од него вас ви создава впечаток дека ги знае сите, значи технологија на владење. Апсолутно, па затоа службата беше носачка во тој период да му реферира што се случува во државата. Добро, Богојски, таа флоскула длабока држава ја употреби првпат Љупчо Нешков, овој од БГНЕС. Да. Родом од Република Македонија, Синкелич маđарин или тој дел, татко му, како вели, поради пробугарски чувства, всушност поради сталинизам и проруско дејание и настроение, ме е на Голи оток тука во затворот во Тузла, емигрират во Виена, па од Виена емигрира во Брисел. Некаде пред 10-15 години е дописник на Бугарската национална телевизија тука од Македонија, сега еден од најмокните луѓе во Софија, 200-300 вработени во БГНЕС, вили, хациенди во елитните квартои на Софија, джипови и така натаму и така натаму. Тој прв ја употребува таа флоскула, длабоката држава се спротивставува на договорот помеѓу Македонија и Бугарија. Заев го дава тоа нестрепно интервју за БГНЕС, кој мислам дека е една од причините што му ја запачатува политичката кариера на политички вод. Службата знаеше за Љупчо Нешков и за татко му на Љупчо Нешков, кој се представува од маркантни фигури на жртви на
Лазов, болшевизмот и на титовизмот во Република Македонија? Секако дека знаевме. Тоа беше одавно. Не е за прв пат употребен терминот скриена или длабока држава. Може би во овој контекст на македонско-бугарските односи, да, точно е. Ево, ако ви земете, само да ви продолжам со примерите, ова што и кажувате. Каракачанов, нели, тој беше еден од најгласните писателот на ВМРО, бугарското ВМРО. Тој не е нити македонец, нити бугарин по потекло. Студираше овде. Во Скопје? Да, лично го знам. Контактираше со нашите нормално, како и сите странски студенти што беа овде во тој период. И тој стана еден од најгласните противници на подобрување на односите помеѓу Бугарија и Македонија. Тој е една политика промовирана првично од Тодор Живков. Сеќавате. Тоа беше опробана стратегија на комунистичките партии, исто како е Нероча во Албанија, кога ги истрошија лагите за светлиот пат во комунизмот, а народот гладува, умира, тоа ще промовирате идејата за голема Албанија, и сите овие организации што беа марксистичко-ленинистички организации, вклучително и движењето на Косово, инспирирани и поддржувани од Комунистичката партија на Албанија. Исто да се случува сега и во Бугарија. Тие наследници на таа стратегија на Живков, немајќи изглед што да прави во Бугарија, све е бугарско. Егејска Македонија е бугарска, Банат е бугарски, дел од Румунија, Тимочка крајина, Македонија, да не збориме таа целосно бугарска, според тогашните негови ставови. И сите тие кои биле во функција на тоа, а земале значајни места во администрацијата, во службите, нормално дека кога дојдоа промените, 90-тите години, мора некако да се прилагодат. Имат Но потребна околности, вредност. да. Има затоа што голем дел од нив земале и значајни позиции, еден дел се обогатиле на тие позиции и можеа да влијат на одредени процеси. Тоа нанесе голема штета на нашите односи со Бугарија, бидејќи Бугарија, иако не беше првата држава што не призна, односно влада, прва Турција го направи тоа, али побрзо ратификацијата течеше во Бугарија, во времето на Желев. Али ето, викаме дека првото признание од Тие сега измислат одредена приказна, нека Желјо Желев извршил притисок врз Сулеман Демирел да бидеме признати, а де факто признавањето доаѓа прво од Турција, па подоцна доаѓа Словенија, Хрватска, признати сме Словенија, Хрватска по телеграф или како се нарекува преку оние факсови. Мислам дека признавањето на Хрватска беше еден период изгубено, бидејќи по факс беше стигнато, па после беше накнадно уште еднаш праќано и така натаму. Јас сум имал повеќе средби со Желев во тој период и точно знам дека он се залагаше и кај турците кои исто така изразија најдена плодна почва тоа. Точно е дека се залагаше да што поскоро да се признае Македонија. Желев имаше најискрени намери, барем јас таков печаток добив. Никакви калкулации немаше во смисла да ја признаеме, па тоа ќе биде наша покасно. Дека ќе падни Апсолутно, Берлинскиот зид и дека двете бугарски држави ќе се не беше оптоварен Желев со такви тези. Јас барем не сум слушнал од него. Да, Он се почитуваше тоа. Македонците се засебен народ и како што Југославија се распаѓа, заслужуваат само определување. И точно е дека се залагаше и кај Демирел. Желев имаше принципиелна позиција кога Бојко Борисов 2009 година, се малку нели скокаме 15 или 20 години, кога Бојко Борисов 2009 година во февруари во Чикаго пред бугарската диаспора ја дава она стратегија негова, тогаш е градоначелник на Софија, дека 100, 200, 300 милиони евра не се ништо за буџетот на една држава, дека треба да се следи грчкиот модел, да се купи телеком, да се купи нафтена индустрија, да се купат сите овие клучни индустрии, дека ние ќе се освестиме и ќе сватиме дека говориме на развален български јазик. Тош имав интервју и со Бојко Борисов, по враќањето од Чикаго, а и со Желјо Желев, кај што Желјо Желев го осуди такви став однесување на Бојко Борисов. Значи, една од маркантните фигури на бугарската политика последните 30 години. Таа една формулација со Глигоров што најдоа
да бидат подпишани договорите на македонски и бугарски јазик, согласно ставите на двете држави, во тој момент ги откочи процесите на влез на Бугарија Да, точно. во Европско уније и во НАТО. Апсолутно е така. Турција исто така, значи немаше потреба кој знае колку да Желев се ангажира, али факт е дека знам лично дека Желев се правеше и кај турците да го убрзаат процесот. Турците си имаат дополнителни мотиви визави Грција, нели проблемите во тој период. И добро, макар што и традиционално Турција секој пат сме имале пријателска поддршка и во најдалечното минато. Пред се, не знам дали ви е познато, во Турција постои една огромна диаспора, да ја наречеме, луѓе кои се по потекло од Македонија. И постоеше едно поранешно друштво за пријателство помеѓу Југославија и Турција, ако се сеќавате, на кое друштво во 90-тите години председател стана поранешниот генерал Кенан Еврен. Имав прилика со колегата Турција, кој беше потекло од Измир, да се сретнам со многу видни, вклучително во армијата, во службите и во политичкиот и економскиот свет, луѓе кои се потекло од Македонија. И правев јас и смешки на таа, кога ќе седнете со нив на средба, јас бев најцрниот и најмалечкиот од сите нив. Мислите се наоѓате во Москва или во Берлин или во штабот убави луѓе или штабот на Александар Македонски. И многу образовани. Или во штабот Они ми на кажуваат Александар Македонски. Да, како здржање, дека нас нема вика повеќе од 5 милиони. Со македонско потекло. Со македонско потекло. А Измир се главните, е еден од главните центри на македонската. Секако Измир е еден од главните, али има и во другите градови. Многу. Битен за нас е за тутунот, нели? Данчо Шотурков таму. Да, таму имаше трговија, купување на тутун и така на. Али во секој случај постоело пријателско расположение, но има едно колективно сеќавање од минатото и дури колку, сакам да ви илустрирам колку беше таа почит кон Македонија. Од Турција. Од Турција. Колегата мој, кој беше многу образован човек. Силни се турските служби Богоевски? Апсолутно. Многу професионални. За пример може да служат на многу. Дури и европски. Денес во време на Ердоган се уште не верувам сега дека се така професионални како тогаш, затоа што сега се повеќе исламизирани и партизирани, не знам сега, али во тој период меѓутоа мокри се меѓу 10 топ служби во светот ги сметат. Топ образовани, топ обучени, образовани во целосна смисла на зборот, не зборам и професионално и да дојдат од некој факултет. И ми се јави еднаш да ме замоли, ми кажа дека јас збори си македонски, вика јас скоро све те разбирам. Шефот на турската служба. Да. Мит. Мили Ехтибари Турче. Викам, како ми разбирате? Па мајка ми дома збори македонски, не знае турски, викам. Викам, како? И ми кажа, па ние, вика, дедови мој, вика, е по потекло цело Оризари и Велешко. И викам, супер, ако е така, па ајде кој ќе дојде во Македонија, ќе појдеме во Оризари. Бил бек во Оризари. Белес е битен град. Белес во многу нешто е битен и од ако имаме време ќе го отвориме. Периодот на Каран е битен. И Јустинијан. Бидејќи со време на Турција или Османлиското царство го баштини минатото на Византија. Без разлика што нели сега е направија Света Софија, ќе гледаме на крај ако имаме време тоа да го отвориме, но Велес е клучен град. Многу, да. И не случајно македонскиот јазик, кога е работен и во периодот порано, а и 44-45-та, основата е велешките говори. И солунските, значи по Вардаријата, али Велес посебно се истакнува и друга прилика која имаме, може многу детално да ви зборам за тоа. Ќе најдам време. Зошто е тоа така и зошто велешкиот е најблизок до книжевниот јазик. Да. Исто е и во древниот македонски книжевен јазик, велешкиот јазик е најблизок на тој кинон македонон.
древниот мислител Александар Македонски. И пред Александар. Пред Александар. Мислам, меѓутоа нели ние тоа не е коперсонификација на Од древна Каран наваму античка Македонија. ние имаме службен јазик. Немаме прв пат 44-та, 45-та службен јазик. Службените јазици настануваат со настанување на држави. И го знаевте Томе Бошевски, нели? Да, апсолутно. Да. Мислам, дека Соработувавме. Мислам дека и соседи сте, ако не се... Не со другиот писателот сме соседи на академијата, а Бошевски го респектирав премногу. Тој беше енергетичар. Преводот на Каменот од Розета, како вие би го дефинирале? Ке имаме на крај на емисијата еден дел за тоа, меѓутоа веќе кога отвараме одредени прашања. Значи, за гледачите, Врвен познавач, книга, имате напишано, ја прочитав таа книга, 3 пати читав, таму има за 20 книги. Значи, информации, ако човек не ги познава тие работи, има проблем, тешкотија како да ги свати, да ги поврзе сите имиња. Места, настани, случувања и така натаму. Избегавме нели малку од Лазар Клучевски, ќе се вратиме назад, но клучен еден период. Ќе ви одговорам само да ја довршам на реченица две за колегата од Турција. Ми се јави еден ден по телефон да ме замоли дали може да дојде приватно. Како не можемо, викам, ако сакате, да чекаме се, ние не сме опремени, како он мене што ми праќаше авионче или ние сме сиромашна, малечка држава, викам, ќе ве чекам на граница. Не, викам, не чекајте ме, во Скопје ќе дојдам. Ама приватно, без протоколи, без ништо. Без ништо. И викам, кажи ми, каде сакаш да одиме? Не, вика, само на едно место ќе одиме, нема да те замара многу. Ако можеш да ми помогнеш ти со твоите, да ја најдеме куќата на мојот дедо, каде што се родили и пораснале мајка ми и татко ми, пошто мајка ми е разболена, ќе умира. Најверојатно, вика. Плаче секој ден, молим те, пошто и кажал дека има пријател од Македонија, да појдеш да земеш една грцка земја од дворот наш, и му опишала каде точно се наоѓа, и да ми ја ставиш во сандугот, пред да ме погребате. И синот, како добар син, дојде, ние, нажалост, едва ја најдовме беговската куќа, беше многу се видоизменето, и на крај со колегите да распрашувајќи, најдовме каде е таа беговска куќа која веќе не постои таму, и таа старата џамија не постои, затоа што на неа била некоја стара џамија, сега има нова таму. Зема само што црпна со раце, и тоа вика не да копаш со раце од дворчето кај, а тука живееше некоја бабичка жена и почна да плаче. Вика, знаеш ли, Слободна, колку ми значи ова и колку на наши во Турција им значи ова. Сакам да ви го илустрирам таа емотивна врска и колективно осеќавање на многу во Турција кои се попотекло од овие простори на поранешна турска провинција наречена, но ние сме си Македонија секој пат. Сега се извинувам што само да може ли кратко само за сега за врска со ово ние соработувавме и јас премногу го респектирав покојниот Бошевски и Аристотел Тентов. Знаете, и он беше на Електрон. Бошевски беше енергетичар, академикот. И они се впуштија читајќи, како секој интелектуалец не се задржува само на струката, него го интересираат многу нешта за кои нема одговор во животот, почна да ги проучуваат. Темата им беше, и јас не верувам дека ние сме биле неписмени и дојденци, а кога среќаваме многу писма од илјадници години порано. Ево и по академијата имаше истражувања на Блага Алексова покојната, исто во писмо, што сега се вика кирилично, ќе го најдете таму. Епископија Брегалничка. Ќе го најдете во Баница, Струмичко, ќе го најдете во Кирос или Марвинци, ќе го најдете на секој чекор низ Македонија, ќе го најдете. Исто во писма кои сега го викаме кирилица. И они не верува во тоа, сакаат да го исчитат средното димотики или демотско писмо, како што се нарекува, на каменот Розета. И мислам дека генијално успеа да го исчитат. Меѓутоа нема никаква поддршка
Од никого, не само што нема, беа толку жестоко напаѓани, дека биле брука за академијата, дека тоа не е научно, уместо да ги поддржат. Да ве подсетам, сите писма во свет што знаете, зборам за древните писма, не ги имат дешифрирано лингвисти или палеолингвисти. Имат дешифрирано инженери, математичари, двајца од нив се правници, еден русин, еден англичанин за писмото на маите. Зошто? Па затоа што конвенционалната наука е премногу ограничена, догматска и бирократска и е под влијание на власта секој пат. Тоа секаде во свет е така. Овие инженерите, математичарите имаат отворен ум, се што видат сакат да го спознаат. И затоа ги дешифрира. Нема ни еден лингвист што го дешифрирал древно писмо. Сакам да кажам, а нашите го напаѓа Бошевски, што бара Бошевски, чувени енергетичар на ниво на Југославија, угледно име, сега да се бачка со некаква историја на непостоечка наводници на Македонија, писмото. За што се работи? Пошто не добија поддршка од лингвисти, затоа што едно е да ги исчитате, него друго е да го сместите во фонетскиот систем. А затоа ви требат сега веќе науката. Лингвисти не добија од никого поддршка. Дури субстрактот кој беше праќен во Конгресната библиотека, беше од департмантот економски, кај што беше Никола Клюсев, а не од јазичниот. Не. Или од лингвистички департмент на Македонската академија на науки и на уметности. И они направи една голема инспирација, можеби ги направија Шалабајзери, ги направија да, кај нас, да. Да, ги направија Прво никој Шалабајзери. не објавуваше се јавите ништо, Да. а по светот многу одекна тоа. И тоа беше инспирација на Чикашкиот институт за фолклорни студии, Милош Билбија, може би се слушале за него. Клучен еден од неколкуте катедри во светот. Една од водечките во светот, топ 5 да ги наречеме. Овој доаѓаше од таму, благодарејќи на Бошевски и тентов трудовите што ги прочитал. И толку се заљубе во Говорлево и Церје и работеше со години, таму и почина од срцев удар. Меѓутоа не успеа да го исчита писмото од Церје и објави книгата. Писмото од Церје. Бугарски. И ја смени хронологизацијата на писменоста во светот, затоа што порано, нели, како учевме, нели, прво е сумерското во 3500 година, ово е азбучно писмо, не е слоговно, не е сликовно, не е клинесно, него е азбучно, озвучено вокали. 6000 години пред нашата ера, а тоа не секој чекор може да најдете из Македонија. 2500 не е само Церија или Говорле. Сумерското писмо. Тоа е, да. Значи 2500 години. Од протосумерското Писмо. Сега замислете. Добро, ако добро ве разбирам, како велите кирилското писмо, кое е се присутно. Спомнавте Струмичко, Баница, На секој чекор од на Македонија. секој чекор. И во Егејска Македонија, и натаму, средния сега. Тоа е писмото на античките македонци, Не на античките, на древните. на древните. Вие ги нарекувате древните. Древни. Затоа што антика, знаете како постои. Од византиските автори, кога почнуваат да пишуваат за Македонија, за другите собитија, ги делат тие измислени словени, кои никој пат не постоеле како словени, не постои таков макроетноним, таа измамата од 19 век, и овие пишуваат, пошто се црковни автори, а вика, овие се големо племе, западните се викаат венети, словенско, а источните се викаат анти. А тоа е мандација од енети. Едно те исто значи. Енос во книжевниот јазик означува стар, староседелец. И ние имаме еден куп примери кај авторите станците, кои се енеиците и кај Хомер и кај другите, енетите, венетите, тоа е едно те исто. Значи, кога сакате да кажете ова е староседелец, домородечки народ, ќе го значите така. Од анти, покасно низ историјата ќе се изроди терминот антика, а антиката е продукт на Македонската империја. Зошто? Затоа што таа антика е најпозната преку Александриската школа, односно библиотеката и музеот.
И сите така ќе го означуваат тој период, земајќи го Антите. Основата антите. староселци, а македонците, видите ги сите автори пишуваат дека тие се пелазги во превод значи домороден стар народ на Балканот. И општо познат на пошироки пространства во светот, особено после Александар. Ние не пројавивме интерес, сите држави имаат своји представници во Александрија, од Македонија никој немаме. Грците милиони даваат таму за ископини кои нема да ги најдат. Никој пат, како што не ги најдува ни во Грција. Нити е Едесата, нити е Пелата. Зато бидејќи се Науката го знае тоа. Бидејќи се во Македонија. Бидејќи се во Македонија. Зато не ги најдува. Сега да не отскокнеме друг пат ќе да разговараме од оваа тема. Ке ве прашам, погојски гледате, кој ќе одите во Атина, египетската амбасада и француската амбасада се спроти нивниот парламент. Да, Значи, најблиско. Значи на клучни, позиции. Оној хотел или познат Кинг Џорџ што име во центар, значи тоа е строгиот центар на Атина, на 50 метри преку улицата се наоѓа египетската амбасада, француската амбасада. Значи затоа Александрија им е многу битна, не само поради коптите, нели, поради тие християнизирани грци како ги нарекуваат, туку поради тие ископини што сака да ги најдат. Да. Ги барале во Грција, ги барале во Александрија, не ги барале во Македонија. Не ги барат во Македонија, па што додуше и они се жртви на сопствените лаги. Грција, знаете дека тој термин не означува етноним, означува излегува од религиозната лексика од Ватикан, прв Вигили го спомнува, означувајќи Антиохиската, Александриската и Месембриската патриаршија и нивните подданици, односно юрисдикцијата, и сите тие се за нив грци, гречи, греки и така натаму, со ознака туѓинец, странец. И во сите јазици, од латинскиот почнете, италијанскиот, францускиот, шпанскиот, тоа е ознака за странец, туѓинец. Гринго. Гринго, да. Ама тоа не е ознака на етноним. За разлика дојден од Македонија, кој е лингвистички може да го докажувате и лингвистите го знаат тоа. Во современа смисла најстариот етноним во Европа. А ние се срамиме тоа да се кажеме дека сме во сопствената држава. Гледате колку е опасно ако почнете да зборите од нас, националисте, зборувате глупости, ние сме словени. Ево јас ќе кажам, ве денунцира. Дево повик, господин Ласка, еден повик да направиме. Можеме во ваша организација да биде. Кој сака, дали од академија, од универзитет, да седнеме на малечка дебата, да ми покаже некој еден историски извор дека ние сме дојденци Словени. Еден. Одма ќе му ја признам таа лажна теорија. Не постои такво нешто. Тоа е измислица на црквата. Како да ги стави под своја икумена овие народи, пелазгиски порано, и тој термин означува словите и чути, демек не го прифаќале, сега ќе им направиме писмо блиско до нив да можеме да ги прибереме во нашата црква. Дури авторите на ова избама, пред се предничи германската школа, тие се 5 школи, ниједна меѓу тие 5 школи за ова предпоставка нема согласност меѓу себе, па од каде таки се тие Словени? Кои се тие 5 школи? Германски се имат посебни имења по авторите, да не ги редиме. Значи, во книгата ги имате, ако сакате. Петте германски школи. Не се само германски, има и англиска и австријска, али по имењата на авторите се и така означени, во книгата јас ги наведувам кои се. Едните викат кај Днепар, другите ваму, третите однаму во мочуриштата. Да, мочуриштата кај Днепар. Сега толку е тоа несериозно. Ако од мочуришта веројатно не сме биле жаби или полноглавци, па наеднаш експлодирале 500 милиони и се распрснале низ Европа. А овде наоѓате траѓакото 6-7 век. Овде го наоѓате писмото, градовите, Македонија има 1800 градови, од антиката и пред антиката. Сегашна Македонија. Ние имаме
Како сме дошли ние кога сме граделе градови, не сме доаѓале преку Карпатите да изградиме градови и да се вратиме таму. Тоа е сулудо да помислите. Уски имаме ние ке Хрватите елементи дека тие се доселиле. Точно. За нив има неспорни докази. Имаме ке Србите дека Бела се Хрватска, Црна Хрватска, има точно кој период. Имаме ке бугарите дека не се словенски племиња со доселени. Точно. Немаме ке македонците траги дека се доселени. Тоа е суштината на ова што го Нити кажувам. постои било кој пишуван извор за такво нешто. Макар што историјата, морам да ви кажам, една од замките во овој договор со Бугарија е непознавање на историската наука. Ја не знам кој го пишувал. Таму стои дека кога се расправа за историските прашања, ќе се расправа исклучиво на историски факти, мислејќи на пишувани извори. Тоа е опасна замка. Ето тоа е затоа што никој од ова држава не бил вклучен во дебатата околу договорите и од Преспа и овој со Бугарија 2017. Како го пишувале? Кој го пишувал? Мене не ми е познато. Што е катастрофално за една држава да одлучува за такви прашања. Историски. А да не се консултира со ни еден човек. Не со мене, не викам со мене. Има во Македонија луѓе кои ги познаваат тие периоди. Што е замката? Ниту една пишувана историја не може сама по себе да биде извор на историјата. Зошто? Затоа што и најсовесните автори, да почнеме од пред антиката, има антиката и покасно, имат субјективен одраз. Значи, не мора ово јас што го гледам сега да биде најточното, али јас ја го напишам онака како јас го гледам. Тоа е првично, тоа е субјективен одраз. Второто, сите овие автори што не се познати пишувале по налог на власт, на владетелот, да му се додворат, да бидат спонзорирани. Тој такви полемики има меѓу античките автори каде се обиднуваат едни со други. Ти за да му се додвориш на конзулот пишуваш лаги. Сакам да кажам, опасно е ако се ослоните само на пишувани извори, затоа што тие, како што сега што беше со илустрацијата, можат да бидат неверодостојни или лажни. Уски, имат бугарите од 50... Зборам сега за ово, конкретно. Бугарите од 1957 година имат 2 студии на врвни бугарски лингвисти кои го проучуваат коренот на бугарскиот јазик. Да, точно. Тоа се онигната академија. Точно. Станува збор за врвни бугарски лингвисти. Светски познати. Светски познати. Тоа 1957 година. Првото издание, да, тоа е бугарскиот диалектолошки атлас. И одмah после него почнува да се издава бугарската диалектика. Мислам дека веќе Тодор Живков Диалектологија. е дојде на власт, дека Да, Тодор, после Трајче Костов дојде Тодор Живков и дека веќе е на власт Тодор Живков. Точно се приметува дека има внимателност при работењето и во воведниот дел на сите овие томови. Тоа е фантастичен извор. Што говорат тие две студии? Зошто? Ако ги видите имињата кои се во редакцијскиот одбор на ово издание, капитално, или се со свој трудови учествуваат, меѓу нив може најдете имиња кои припаѓале во топ 5 или 10 во светската лингвистика, од Георгиев, Јордан и така натаму, да не ги броиме, сега да одземаме време. Редакторот на првиот том, Зајмов, што пишува? Или како ги делат бугарскиот диалектолошки атлас, има текстуален, има и картографски дел, и пишува за историјатот на развојот на диалектите, јазиците и така натаму, мешаните преселби, доселби, особено последните од егејскиот дел на Македонија во Бугарија. Бежанци, како ги нарекуваме. Бежанци, да. Или од Турција во Бугарија, и од Македонија. Има и они го регистрираат сетото на еден фантастичен, педантен, научен начин. И што заклучуваат? Дека и диалектите се веќе измешани, затоа што се измешале и многу луѓе од разни диалектни групи. Но сепак имат нешто заедничко. Затоа што меѓусебно сите се разбираат во Бугарија. И што пишува? Ако можеме да извлечеме единствен стабилен елемент во бугарскиот јазик, во бугарските диалектни заправо говори, тоа е македонскиот јазик.
тоа можете да го прочитате. Ако сега ќе ви одонесам, тоа е издание на Бугарската академија на науките и уметностите. Македонскиот јазик. Македонскиот, во сите овие дијалекти. Во сите дијалекти присутни во Бугарија, што ги Бугарија истражува. и они Егејска Македонија ја опаќаат. Значи Нас Мизија, не. Тракија, Да. И тоа Добруџа и така. И тоа е така. Сите го знаеме ние уште од периодот на антиката. На ист јазик збореле. Сите. Нормално дека ние во една Македонија имаме дијалектни разлики од тие 36 групи колку ги имаме. Пример ќе ви кажам, моето Вевчани има изговор како селото Радошта. И со никоја друго заедно не. Тоа е 30. Може да мислам, нема ни 30, нема ни 10 километри воздушна, помалку има. И фасинантно е тоа, како соседната сила има друг дијалектен говор. А ние имаме со овој. Може да замислите на едни огромни пространства како изгледа тоа. Тоа е богатството на јазикот. Јазикот не е, кога говориме ние за јазик. И во политичкиве документи говори за длабоко непознавање. Зошто јазикот не е само книжевниот јазик. Туку и говорениот. Јазикот е и наддијалектниот јазик и дијалектните говори. И то говори за длабочината на историската отсечка на развојот на нашите Зато ние јазици. говориме за кодификација, нели? Говориме за кодификација, зошто 44-та Мора да година биде држава. е јасно, така. Така е. Не сме имале самостојна држава ние. Иако таа била со ограничен суверенитет, ама сепак има право на свој јазик. И затоа почнува од тогаш книжевниот. Не значи дека не постоел претходно. Или дека е Па сите овие дела што ги читате вие инсталиран. од Аристотел до другите, сите се напишани на Кинон Македон. Затоа што книжевен јазик имаат само држави. Да ги остеме гледачите Ама да четат. сега е еленистички. Каков еленистички кога нема таква држава? Ќе го остеме гледачите да четат, на крај ќе го прашам за Аристотел и за македонски. Ова беше само Да, Богојски. Кажавте една работа, во 2 емисии го спомнам тоа, дека крајот на 80-тите години има размена на студенти да. и дека во таа размена на студенти Красимир Каракачанов, големиот бугарски јастреб, Патриот. бранител од патриот и така натаму и така натаму. Во таа размена студенти дојден во Република Да, Македонија. во Гоце Делчев беше. Дека е во Гоце Делчев. Да. Нашите служби го направија со работник Каракачанов. Да. Го направија. Да. Не ми реагираше. На се живо и диво реагира. Ова е некоректно што го кажувам, и тоа што се изминати многу години. Никој пат не сум говорил за Не сме имали комуникација со друг. Не сум говорил за тие друга методи наши никој пат. И нема да го стварам, ова го правам исклучиво затоа што прво е поминат долг период, второ он се покажа како најекстремниот непријател на решавањето на проблемот помеѓу Бугарија и Македонија, односно со своите антимакедонски ставови дека Македонија не постои, а студираше овде, јадеше, пиеше, значи да биде Соработуваше, се дружеше. работеше. И сега најнаш ви се појава една таква личност обскурна, се чудите што се случува па и во Бугарија. Како може таков човек да добива подршка гласови? А добива. Сега отида надвор од Значи, тоа. Богојски соработник на македонските служби беше министер за одбрана на Република. Сега тоа е малце парадоксално, на нели? Република Бугарија. Добро, некои пати, мада мене ми е непријатно, вакви да се спомнам, затоа што на јавната сцена е преполно со такви ликови, кои глумат нешто што никој пат не биле. Кој ќе го отвараме тоа прашање. Каракачанов рековте не е ни бугарин, не е ни македонец. Не, Тој е од Русе, нели потекло од Русе. точно. Во македонските бежански друштва, Да. или како велат внуците на големите илинденци, него го вино дека има влашко потекло. Точно. Има влашко потекло Точно. Каракачанов. Да. И по таа основа Тие се турковласи. Каракачаните се турковласи. турковласи, значи. Да. Со кое право он зема да суди меѓу македонците од Бугарија и македонците од Македонија. Он се суди. Нели е дрско? Да, апсолутно. Да, и турците имат нели една изрека дека јаничарите се најголеми турци и дека имаат потреба да докажат бидејќи Ма точно, се во турско потурчени време да биле покажат лојалност, познати како цврстина. најсурови тие каракачани. После турското се стана христијани. Христијани. Сакат власт да бидат и се тоа некаде. Значи, таа суровост мора Па, негде да, каде ја стават да, во служба. Да. И не можеме да ги земеме за релевантни.
Не би сакал ни да зборам повеќе за такви ликови. Бугарски. Ванчо Михајлов и Драган Богдановски. Кога веќе отвараме македонско-бугарско прашање, личности кои се на работна ивица, на периферија и така натаму. Има нашите служби комуникација, контрола врз Ванчо Михајлов? Нашите нема контрола над Ванчо Михајлов, има други. Кои? Западните служби. Уште имаше отварање на некои македонски архиви, дека имало комуникација, Бабамовски и така натаму, дава одредени. Не е тачно. Не е точно? Не, тоа се приказки за по кафани што ги раскажувале. Не е точно дека имале комуникација. Имаше во последните години од неговиот живот и од смртта, со личност од неговото преживување, од Охрид, околу документацијата поврзана со ВМРО. Се сеќавате, он беше на ВМРО председателот што е таманеше Македонската револуционарна организација во Бугарија. Ванчо Михајлов, по тоа е познат. Илјадници македонци се убиени во име на ВМРО во Бугарија. Целта се дејците на Македонската револуционарна организација, кои се, ако ги прочитате, нема време, во нека друга прилика ќе разговараме, тоа се све интелектуалци од европски ранг, доктори на науки, магистри, се што е македонско е прогонувано и ликвидирано во периодот на Ванчо Михајлов. Неговата пред смрт, дека он сакал Швајцарија на Балканите да направи од Македонија, тоа е само перење на совеста за сите тие илјадници што ги убија неговите луѓе низ Бугарија и низ Европа. Кои западни служби стоја за него? Па знаете кај живееше он. Во Италија, да. Значи италијанската. Апсолутно, заштита имаш. Која е многу мокна служба, нас не се појави и 2015 година со престушкување така на. Не е битно на крај, он си беше таму и беше под нивна заштита. Тоа не е некоја тајна, нели? Драган Богдановски имаше нашата служба. Во едно интервју со Павле Трајанов, тој вели, па мислам дека го имам снимано и поранешниот секретар за внатрешни работи, кој беше во конфликт нели со осумината, Јован Трпеновски, кој беше дека нашите служби всушност го спасиле Драган Богдановски да не биде ликвидиран од бугарските служби, дека по таа основа од пари се донесен во Република Македонија и чуван во ловиштето во Јасен, дека истражувано и така натаму. Било убаво нели да расчистиме, бил соработник, го киднапирале македонските служби, го испрашувале, го чувале. Тоа што кажувал Трпеновски не е точно. Затоа што не е он спасуван од некого таму или е донесен од југословенската служба. А многу мина наши кои асистира се правеа херои после дека тие го југословенската служба, затоа што инструментите на дипломатијата беа југословенски, вие не можете таква операција да изведете без нивна согласност и без нивна целосна. Фактички тие изведува операцијата и тие не го донеса тука. Луси, како Македонија стана независна држава? Што е клучен период, 90-91 година. Прво имаше на ваша изјава, мислам дека кај мене во емисија или во документарен филм беше употребена, а подоцна Стојан Андов, барем во едно 10 наврати или прилики ја цитираше дека Белград инсистирал на доаѓање на Киро Глигоров. Може би беше извлечено од контекст, може би не се дообјаснивте, може би е точна таа изјава. Може би ли сега од еден временски контекст? Не знам од каде Андов е извлекол баш мислам така. дека во Фокус ја цитира барем во едно 10 своји анализи и текстови дека Белград инсистирал на доаѓање на Киро Глигоров. Не, начело на македонската држава. Не, таква работа немам изаведено, не знам од каде го извлекол тоа како контекст. Дедукција, нешто спојило. Може би нешто му асоцирало па си направил, не, никој пат не можам да го кажам и знам дека не беше така. Многу мистерија има, особено сега ако земат од политички партии кои се расправат, едни на други си лепат етикети, но не знам дали знаете, претпоставам ви е познато, Киро Глигоров беше еден од подписниците на контраманифестот на Аснум во 44 година, покрај
манифестот, има и контрманифест. Тој нешто пише во своите мемуари, нешто. Не открива. Он беше преплашен од тоа, затоа што едва спаси жива глава. Не открива до крај. Точно. И благодарејќи на Михајло Апостолски, кој буквално жртвуваше све, на крај го сведо од командант на Врховниот штаб, го несоа командант на касарна во Сараево, само да ја спаси главата на Глигоров. А зошто? Затоа што, заедно со другите борци од тој период, кои не беа комунисти, а го изнесоа најголемиот товар на војната, не можеа да прифатат зошто ја оставаме Егејска Македонија долу, кога ја ослободија веќе. Сестрата на Киро Глигоров Од друга страна, ветувањата што беа претходно дадени, иако Тито се противел по прогласот да стои и Македонија по интервенција на Ѓорѓи Димитров е ставен во април 1941 година. А не е точно како сегашни бугарски нека автори што викат дека Македонија е творба на Тито. Апсолутно не е точно. Во прогласот за кревање на восстание, Првиот проглас на не постои Македонија. Не постои Македонија? Да. Значи ставена по барање на Ѓорѓи Димитров и на Коминтерната. Во вториот стои. Зошто? Затоа што и комунистичката партија што е основана овде на чело со Шоторов, историјата нас не се повтори 91-а, слично како 41-а, следи жестока реакција од Тито. Кој им дал право на македонците да формираат своја партија? Не може. Можат само покрајински комитет. Автономија, значи. Сваѓате? И наредува сите да бидат ликвидирани. И така и се случи. Само двајца го имат преживеено тоа. Буквално до еден. Сите основачи, раководството, од Орце Николов до Мирче Ацев, до Кузма Јосифовски Тито, сите се ликвидирани. И Шаторов во многу чудни околности некаде 44-та година загинува во едно село кај Плевен. Да. Во организација е меѓу Бугарската работничка партија комунисти, Цула Драгојчева и југословенските раководство организирано е тоа убиство и он е убиен од позади на спиење. Значи ликвидиран. Ликвидиран. Значи намерно пред завршување на Втората светска, да. на Втората светска војна. А борбата е околу тоа што едноставно он не можел да се помири. Ако сите сме равноправни, зашто и македонците, бидејќи Советскиот сојуз му ветувал раководството, ако прифатите советизација, направете комунистичка, ние ќе се избориме за Балканска федерација, во која и Македонија, во сите соседни, ќе биде дел од рамноправен дел од Обединета. Обединета. Тоа се тие средби во Швајцарија и по Виена. И он го прифаќа тоа. Иако победување е сосема друго нешто. Шаторов? Да. И прифаќа и е прави заедно со останатите. Победување национално? Да. Сима пробугарски? Да. Типичен патриот. Што подразбирате? Патриот македонец. Македонец, така? И кога е направат, значи во периодот на ово кога се случува април месец, Македонската комунистичка партија брои 700 луѓе. Само 700 луѓе. 700 луѓе. А после доаѓањето на Драган Павлович Шилјо со намера да го расформира комитетот и да се преиначи од Сојуз на комунисти на Македонија во покрајински комитет на комунистичката партија, се знае чиј покрајински комитет ќе биде, настанува голема реакција, дури физички е претепан инструкторот Драган Павлович Шилјо, познато име презиме, нели? Да. И тоа што он пишува едно писмо до Ранковиќ, му се жали дека едва и жива глава спасив таму, ќе мора со други методи да се расправиме и вика сите дојден да бидат ликвидирани, имам налог стариот. И така почнува ликвидацијата. 8 двајца. И после го носат Лазар Колишевски, 21 годишно момче, за секретар на покрајинскиот комитет. И во тоа време она се буквално расформира, останува 200 членови. Ние во нашата историја, што ни е проблем сега со Бугарија, со Бугарија, учевме лаги.
дека комунистите ја организирале народно-ослободителната борба, дека тие ја создале државата. Не, тоа е украдоа борбата, затоа што 200 луѓе не можат да ослободат, кои фактички ништо и не правеле посебно во тој период. Секоја чест на поединци од тие 200, затоа што повеќето се необразовани берберски помошници, чевларски помошници, луѓе кои не можат да имат доволно знаење да организират. А другите ги заборавивме. Го заборавивме еден Петре Пиру-Земајски од Дебарца, славниот јунак, иначе правник, адвокат, по срука пред да дојде, кој е сликан со темпо и со апостолски на калето во Солун. Тие се во Солун сликани? Да, на калето. Излезе од темпо, сега пуштат на социјалните мрежи, изгледав 7 минути, а имав и можност со него да разговарам во Белград некаде крајот на неговиот живот. Тој били дека прв ја дава идејата на митинг во Битола да се оди на Солун. Добро, се он малце се фали, не е прв. Е така. Притиснат од целото раководство тогашно. Од атмосферата. Военото, не. Добро, кој ќе речете военото, мислите? Воено е патриотското. Мислите на Михајло Апостолски военото? Не само на Михајло, мислам на славниот командант Петр Пиру-Земајски. И на останатите кои после ги снема од историјата до еден. Елиминирани. Никој не ги знае сега во Македонија дека тоа се. Добро, многу малку македонски за Пиру-Земајски ќе ви кажа дека го познаваат. Многу малку македонски и за Михајло Апостолски Па сега ќе ви кажа дека гледате историјата како бе учи. ќе слушнеме дека бил во Марибор, дека бил кралски офицер. Ако ние тврдиме и така натаму. И дека тука завршува се. Македонците не знаеле ништо, не биле способни Немали за ништо, име, немале ништо. презиме, Овие јазик. 200 луѓе, со инструкторот Драган Павлович Шилјо, Шилјо. решиле да прават македонска држава и ослободиле македонската територија и ни создале институции. Тоа е тезата, нели? Така е. Нормално е дека ќе помислите дека Тито ни ја создал, Така е. што не е точно, кој се противел на тоа. Тито до кога? Сега Бугарија вика, вие сте титовска творба, Дете, не Бугарија, рожба, него поединци да. од историскава група и други. Па добро и Захариева и Каракачанов. Помалце некои ќе се закачат дека Коминтерновска, асоцирајќи на Ѓорѓи Димитров и Трајча Костов. И ние сами си подпишуваме на себе смртовници. Самите. Затоа, колку што се важни темите на соседите и нивниот однос кон нас, кон нашата историја, толку е важно и дома. Зошто? Затоа што, како што вели старата изрека, не мора да одите во Персија да го видите Вавилон, за да ги согледате овие проблеми, кога дома си го имате Вавилонот. Може ли Како очекувате друг да ве признае, кога вие тврдите дека сме дојденци на овие простори и сте окупирали некого овде? кога Тито го менува ставот во однос на Македонија? Ако во првиот проглас не нема, во вториот не има, па јајце само... Затоа што влијанието во тој период на Тито во Коминтерната е минорно. Затоа што во тој период постоела опасност и да те нема, ако не ги послушаш директивите на Коминтерната. Без благослов не можел ни да обстојува. Значи, ние сега ја вртиме историјата малку наопачки, Да. и ако мнозинското македонско население смета дека Тито не направил, дека Тито нели Не се виновни вложил господине енергија, Васко. знаење, политичка сила да бидеме нели формирани како независна држава и дека ние сме една од шестите држави во второто здание на Јајце или на Авној, тоа значи дека Тито по директива на Коминтерната морал да спроведи нешто што тој не Да не сака стави во прогласот. да не стави во прогласот. Па учевме дека нашата делегација во Јајце не стигнала затоа што имало снег за Временски Романија и неполови, така да. натаму, но не е ни поканета. Не ни поканете. Да. Мислам дека Влахов е само присутен, ако не се. Никој. Мислам, зашто се лажиме на сопствена штета? И од тука сега ќе ви излезат овие тези, па вие немате историја. Што сега се противите на нашите стави во Бугарија? Испаѓа дека апсолутно се во право, затоа што ние учиме уште полошо дома, него бугарите што зборат за. Ако ти имат лоша историја,
Не има уште полош од... Дома имаме по-лоши ставови за нас, за собствената историја, него некој било кој бугарин што напишал и кажал. Ево, ти ви кажам пример. Земете го учебникот по историја за 7 делени. Порано беше за 600. Има таму поглавлje преселба на народите, се вика. Тој може да гледате, не мора да купите во книжарницата. Покрај овие познати тези се уште порадикални, дека ние сме дојденци од таде Карпатиите, па сме овде за се нашле Илири, Трачани и Хелени, и сме ги окупирале нормално, нели, сом се дошле. И вика, додатка, во нашиот учебник по историја, потомци на Илирите и Трачаните се денешните албанци, што е апсолутно неточно. Да, тоа го пишува во учебници. Ќе продолжиме во нашиот учебник, во погледето преселби на народите, како старо седелци се наведени Илири, Трачани и Хелени, значи на Балканот, каде што ние како македонци, односно неосознаени македонци, словени, сме дошле во 6-7 век, и појаснување има долу. Потомци на Илирите и Трачаните, пазите и Трачаните што се наведат до Мала Азија, Тракија, се денешните албанци, а потомци на Хелените се денешните грци и додавка долу, Филип и Александар Македонски биле власи. Јас кога прочитав тоа, просто не ми се веруваше. Ниту едно од овие работи не е точно. Изгора на тоа, тој учебник е проследен со слики. На првата од лево страна вие илирски војник, дотеран со шлем, со копие, меч, ептем дотеран. Од десната страна, па напишано со англиска транскрипција, али на кирилица, хеленски хоплит. Тоа значи еленски оклопник, исто. Тој уште подотеран од ового. Од Илирот. Од Илирот. А на третата задна страна имате насликан од човек кој повеќе личи на, не знам како да речем, орангутан, мајмун, нешто така, со ниско чело, брадосан, пуштени коси, со влакна по телото, само една кожена наметка тука, на половината, и камена секира во рака во една застрашувачка поза, како ќе те нападне. И тоаш помислив, каде отидовме ние како држава? Кој е тој третиот? Тој македонец, словен. Кој дошол? И се пазете, нашите деца во основното образование го учат тоа. Господ нивни, односно поголемо е влијанието на наставниците во основното, него на родителите. Затоа што тој е авторитетот број 1. Второ, учебниците кои мора да ги научат за да бидат одлични. Цел живот ќе носи представа во главата дека ние сме дивјаци, дојдени на нечи туѓи простори овде, сме ги окупирале, сме ги изеле, кој знае, нема појаснение што сме им направиле на тоа. Гладни сме биле, може сме. И сега во 21 век срамате се некој да јадиме, окупираме и треба си одиме од овие простори. Проблемот е што авторите на оваа голема измама за словените не напишале кај ни адресата да се вратиме. Во кои мочуришта? Ото сите овие 5 теории се врзани со мочуришта. Во кое мочуриште да се вратиме? Врзани се со мочуришта, бидејќи, знаете, кој има мочуришта, нема тврда... Не се знае што јадел. Да, нема тврда подлога и пропаѓа... Може би сте во право. Не, нели, ко се објаснува кај се зградите, кај се куќите, кај се нели тврдините, така, не видиме, мочурливо било земјиштето и исчезнале. Да. Или времето ги има уништено. Сигурно, од каде таа историска линија Александар и Филип дека се власи? Тоа веќе последните 10-15 години стан дека Бошковски, еден од историчарите кој главно ја презентираше таа теза. Првото е апсолутно ненаучно, нема врска со историјата, со вистината историска, нити со наука има врска. Не знам кој го тоа пласирал како дел од наставната програма да биде, пошто кај нас ништо не се знае, дали се тера по партиски линии, али тоа е толку убитачно.
Овие генерации што ќе пораснат и пораснаа со такви учебници, цел живот ќе го носат комплексот дека се никој ништо. Дојдени. Без корен. Дојдени од нека. Што god да им направи некој е прифатливо затоа што носат вина историска дека некој го окупирале. Боговски, ако нешто немате, лесно се откажувате од тоа. Ама апсолутно. Бидејќи И украдено. гледате тако им е лесно, абе ајде нема проблем. Украдено Ово ми е. ќе признаеме тоа. Да. Ово нема проблем, бе само додиме во ЕУ. Нема да одиме во ЕУ вака врска. Ово ми личи на приказната за оно далечното сонце кој ни извираше на исток, патот кон комунизмот, нели? Патот во рајот. И заборавивме, нели? Сега се свртнахме на запад ние сонцето, во Брисел, нели? Ништо, никому ништо. Заборавивме на жртвите на тој пат кон комунизмот, каде што никој пат не стигнавме. Немој да не снајде истото. А ако сме вака неодговорни, тоа веројатноста дека ќе не снајде е многу голема. Ако вака неодговорно се однесуваме кон сопствениот идентитет. Затоа што идентитетот не е оно што го слушавме често од поранешниот премиер или од министерот за надворешни работи. Јазикот го зачувавме. Тој не е регистриран 77 година. Толку. Идентитетот е јазикот. Идентитетот не е само јазикот. Идентитетот е нашето колективно сеќавање. Идентитетот е материјалната култура. Идентитетот се нашите преданија, нашите песни, епски, нашите приказни ни се. Идентитетот е многу комплексна работа, не може да се сведе само на јазикот, иако јазикот е душата на еден народ, затоа што со јазикот све искажуваме, вклучително и историјата. Али да кажете дека книжевниот јазик е нашиот идентитет, тоа е непојмливо за мене. Книжевниот јазик постои ако има држава, ако нема ќе го снема. Ама јазикот македонски постоел и кога се не сме имале држава, вклучително земете го 500 години по турско, ама јазикот обстои. Иако не сме имале држава. Зашо идентитетот го врзуваме со книжевниот јазик? Дали се свесни каква опасност се крие во тоа? Зато барам да има поголема вклученост на општеството во ваквите процеси. Иначе нема добро да завршат ваквите процеси. Богојски, сакав на крај да ве прашам, и тоа бидејќи контекстот на разговорот малку отиде, тоа што требаше последно го отворивме прво. Струмица е битна во некои приказни, во некои раскажувања на луѓе, на народ и така натаму и така натаму. И многумина сметаат, тоа е некоја приказна која е, да речеме како урбана легенда, дека пратат ковината. Па да не речам и седиштето на државата на Александар Македонски, тамо некаде Беласица, Пирин, тука тој дел Струмица, дека тука и школата, библиотеката на Аристотел и така натаму, дека може би гробот на Александар Македонски се наоѓа на македонска територија, нели тоа е традиција, нели? Сите што се војници или луѓе кои потекнуваат од Македонија да се закопуваат во родната земја или во родната грудка. Да, и денес е тоа. И денес е тоа така, некоја македонска традиција. Прво, може би измешав, може би периоди настани, но историјата, Васко, не е само пишувана историја, не е учебници најмалце или историјата е све ово што било некој пат. И затоа нема народ на планетата Земја од двете хемисфери кој нема една изрека која отприлика се сведува на следното. Кој не си ја знае својата историја, тој не може да има иднина. Или ќе учи туѓа историја. Ако учи туѓа, тој е готов. Тој е готов. Да. Тој веќе нема да биде како што се случува со геноцидот во Егејска Македонија или да не зборам се на другите. Старите мајстори на ваквите операции викаат доволно е земете му историјата. Тогаш две генерации ќе се бунат. Третата генерација нема да се сеќава што си бил прадедото и натаму, ќе верува во оно што го учи во школскиот систем, нели, во кој амбиент живее. А после вика ќе си го направите како малечко дете од 7 години, ќе го фатите за рака и ќе го водите каде што вие сакате, не каде што она сака. Тоа е суштината на Тоа е операција. суштината на овие.
А кај нас се учи баталете историја, не се живее од историја, не се јаде лепо од историја, нели? Да, тоа доминира. Осиромашен е народот. Оставете на историчарите. Осиромашен е народот. Пазете. Едноставно има потреба, нели, материјална Како можете храна и да така. кажете од политичари слушам, ќе оставиме историјата на историчарите. Апсолутно е погрешна тезата, затоа што историчарите се тие што се да предават оно што е некој напишал официјална историја, но тоа не е целата историја. Може ли гробот? Нити можеме да оставиме, ево ќе дојдеме и до тоа. Зошто? Тие легенди, сега се враќам на вашето прашање, точно дека се присутни. Тоа е луката, може би на фактички третата престолнина на древните македонци. Првата е во Белешкиот крај, династијата на Каран, Аргиадите од Орестија. Денеска, ако ве прошетам таму на едно непрегледно пространство, ќе ги најдете остатоците, истите описи на местото, како што се кај древните автори. Но за нашата наука е непознато, на секој чекор гледате остатоци. Тоа се огромни пространства, затоа што Едеса, древната, е првиот престолен град повеќе од 7 века. Каде би било точно? Горно Врановци? Тоа е помеѓу селото Виничани, Водобрати и Чичево. И надолу се спушта, пример Староградско, што го викаме, каде што и ден денеска може да видите ке школот има остатоци од антички, ределе по скали, стубови. Тоа е старата Едеса. Толку многу автори има што пишуваат, толку многу географски, историски карти, кај што точно тие лоцираат каде е Едеса. Зашто ние тврдиме дека е кај Воден? Кога кај Воден нема никакви остатоци од таков велелепен, огромен град. И не е точно. Воден си е Воден секој пат. Едеса друго означува. Едеса е во превод место каде што се врзуваат водите, карактеристично. Тоа е црна во Вардар и погоре двете рекички кај Аргос, односно Белград, Ридот под него, тоест старото утврдување. И луѓето им давале називи на местата, онаки какви што ги гледале. И во превод тоа значи Едеса, Водена или Видина. Имате од Одеси, Едеси, низ Црноморието, во Литванија, во Полска, на многу места со таков назив е водена лексика, пред се карактеристични места кај што се стигаат води. Пранга во превод. Тоа е првото престолнина, збориме за обединетата Македонија, не збориме за кралевствата. Втората е во Радовишкиот крај, со Пердика, а третата е после Архелај во Струмичкиот крај. И тука е академијата, царевите кули, се цареви, затоа што Филип ги гради. Не се цареви затоа што Самуил ги изгради, Самуил нема ништо изградено, разурнувал. И тој нема ништо заедничко со македонската историја. Самуил. Македонскиот народ проплакал од него. А ние учиме дека ова што е царот Самуил. Никој пат нити бил македонски цар, нити има нешто заедничко со нашата историја. Евреј дојден од Ерменија. Од Ерменија. Кој се бори за бугарскиот престол. И него крие и неговата титула, видите, во Ватикан стои круната Регнум Булгарум, бугарски цар, владар. Таму е и академијата на Аристотел. Миеза, во превод, е старото име на Струмица. Ки денешна Баница, селото тука. Тука е гробот на нимфите, до неја академијата. Меѓутоа, заради ово учење и периодизација на нашата историја, дека ние сме дојденци од некаде, па најнаш ни текнало овде да се крстиме Македонија, а кога, барем ја можам преку 200 книги да ви покажам од тој период, секаде Македонија, дури авторите со гордост се попишуваат. Македононанир, како автори, македонски маж, така со гордост се пишуваат на своите книги. Чија била таа Македонија? И зашто ние нивното име го презеле? Ако е така,
ако сме презели од некого, тоа што во нашиот јазик мора да постои траги од двојазичност. А нема во нашиот јазик траги од двојазичност. Што говори дека е автохтон, домородечки јазик. Има примеси во поново време, англиски и други така натаму, но во нашите лексички корени нема траги од двојазичност. Како што е кај други народи кои се од преселничка природа. Нити во колективните сеќавања имаме ние сеќавање дека од некаде сме дошле. Ништо немаме. Погледнете топонимија, хидронимија во Македонија. Се е македонска. И то припаѓа на архаичната, за разлика од нагоре како одите, то се периферни лексики. Кон Дунав и од таде Дунав. И затоа русите учат дека ние сме од таде Дунав. А ние учиме, ние сме од другата страна на Дунав. Зошто? Затоа што они точно знаат од каде е нивната колевка. Балканот е колевката за нив. И таа размена, мислам, апсолутно ненаучни тези. Ево, можеме да направиме еден убит така, да видам еден историски извор кој го покажува ово. Не постои. Повикувањето на Јустинијан, кај Прокопи, кај Симоката, кај другите од тој период, византиското владење, дека се накренала војска, собрал за борба со турците од Дунав, околу Дунав, но од своите собрал. Не е то преселба на народите, или скилица, ќе кажем, се накрена народот во Склавиниите. Склавинија во превод не значи Словенија. Склавинија значи административна област, поробена административна, Склавија, роб. Склавинија значи територија што ја владее Византија. Толку е несериозно конципирана целата наша наука, дури ако ја погледнете и капиталното издание на Македонската академија од 1995 година, археолошка карта на Македонија, таму регистрирани се бројни, преку скоро 1800 градови и така натаму. Осем насловот што носи горе археолошка карта на Македонија, ако отворите внатре, ќе видите периодизација која гласи вака: палеолит, неолит, старохеленистички период, староримски, римски, византијски, турски. Нема македонски период. Па како сакаме некој нас да не признае? Ево ве прашувам. Како ќе не признае? Кога ние тврдиме полошо него Каракачанов што зборува за нас. Вратен ли е Александар Македонски во Македонија? Вратен е и он си е во Македонија погребан. И то не е измислена легенда, таа живее со векови кај македонците. И сите оние песни за крали Марко се врзани за Ираклис, богот Марс, што го викаме, со кој се поистоветува и Александар. И најчесто легендите за Александар се прикриени во легендите за крали Марко, и то на пошироки простори, не само во Македонија, него ги најдете во Далмација, дури во Чешка и Словачка ќе најдете истите тие легенди, колку биле влијателни во тој период. И то си е тука, меѓутоа, ние рековме дека ние немаме ништо заедничко со античкиот период. И таков договор подпишуваме. Марс, Ираклис, Херакле, Херкул, наш е Марко. Марко, значи. На латински е Марс. Да, Марс. Значи, всушност една од легендите дека Александар Македонски тргнал во поход на Индија да ги донесе коските на Ираклис. Ираклис. Да. Дека тоа е идеологијата која го влечи, која го тера напред. Да. Мајка му Олимпија, нели? Како ќе мотивирате толкава војска да не отишле само да плячкаат? Да, па тие влегува во Персија, тие влегува во Вавилон, значи кој е најголем дел најдоа богатство што треба да го најдат и така натаму и така. Големо е влијанието на не е то религија, затоа што религија означува посредување. Како што сега кај монотеистичките религија. Тоа е идеологија на верување во божествените сушини, тоа е една голема наука, што и денеска ние славиме, ама не знаеме дека е славиме. Например, нашите слави. Сите слави се поврзани со славите од тој период.
ама се сега християнизирани, абсорбирани во христијанскиот календар. Например, од Великден до Божиш, до Илинден, до Петров ден, до Спасов ден, до Нигереда Митров ден. Се тоа слави што сме ги славеле ние илјадници години назад. Едно време христијанството ги забранувало, дури ликвидирало за тоа, затоа што тоа е паганизам. Па после кога видело дека нема од кого да собира приходи, ги канонизирало и ги вклопило во календарот. Зато представите на архангелот Михаил, тој е Венера. Или ние што ја викаме звездата Деница. Тој е представа на незина, небесната царица, првиот. Таа нема мајка, има само татко, родена од главата на Зевс и Јупитер. И што е потврден факт. Затоа што животот зависел на земјата од тоа. Мора да ги следите планетите, затоа што многу пати е уништувана земјата од тоа. Месечината и така натаму. Таа идеологија на верување е многу моќна и е вградена со оно што значи етички кодекс. Ако ги погледате старите закони, таму како се подпират? На 4 столба. Тоа се етички столбови тоа е и просперитетот на Македонската империја. Тоа е почитувај ги боговите, почитувај ги душите на мртвите, почитувај ги родителите и почитувај ги и постарите и почитувај ги обичаите и законите. Толку. Има ли посилен морален столб на било кој закон или устав, како што Аристотел има напишано повеќе од 50 устави за потребите на тој поход до Индија, да се направи уредување таму. И се наеднаш ние сме неписмени, дојденци, окупатори. Тоа имплицира ваквата теза што се учи кај нас. Зашто се чудиме дека така не напаѓаат сите? А то се однесува токму за нив. Затоа што ние мора да имаме со Бугарија пријателски односи, затоа што огромен дел од македонците живеат таму, и од Егејска Македонија и од други простори. Тоа што во тој период други скроил границите, а не денешните во Бугарија, нити овде, тоа се творебини на европските кралски семејства. Приватни имоти, ево да речеме, Александар Батенберг, првиот кнез во княжевството Трнавско, е германски официр, знаете тоа, нели? Роднина на Марија, ќерката на жената на Александар II, рускиот цар. После него ќе дојде Фердинанд, исто кнез, кој 1875 ќе анектира со договор на другите кралски семејства и Румелија со главен град Пловдив од тогашната Турција и ќе го создаде поголемото бугарско кнежество, заради што ќе избие војна помеѓу Милан, српскиот кнез, и нив. Србија ќе загуби таа војна. И 908 година, за време на Младотурската револуција, овој исти Фердинанд ќе се проводи за првиот бугарски цар. Ама кој е тој? Тој е Сакс Кобург-Готски презимето. Тоа е истата фамилија која владеја сега со Англија. Елизабета Сакс Кобург-Готски е презимето. 45-та го промени во Виндзор. Да се заборават некои непријатни сеќавања. Сакам да кажам дека создавањето на соработка со нацистички Германија, политичките нации на Балканот не е продукт само на борбата на дејците и слободумните луѓе, него е одлука на европските кралски семејства. Сите војни што се водени се одлука на тие кралски семејства кои немаат врска со простори. Создавањето на тие држави е поврзано паралелно со создавање на црква, затоа што кралевите мора да имат божески происход, нели? Сите кралеви во Европа, вклучително и на Балканот, се од таква периода и од тука и црквите се така устроени. Од тука и не признават нашата македонска црква. Не сте имале крал, немате црква. Не сте имале црква, немате ни крал. Немате ни историја. Али тоа е та лажна историја со измислената теза
по мене, која нема никаква суштина, тоа е теоријата за политичките нации. Ако буквално ја преведете лингвистички, политика значи измама, измамник. Измамнички нации, договорни. Тие немаат субстрат. Наша грижа е, како што се грижиме за другите во Македонија, зашто да не се погрижиме за нас и за себе си и за собствената историја. Таа држава е создадена од друг. Долу во Грција создадена исто, Џорџ Пети како подарок ја добива на роден ден од 1865 и од тогаш се вика Грик, Грис или внатре е Лада. И сега тие претендират да ни негираат историјата, а со тоа и нашиот идентитет. Затоа што идентитетот, реков, не е само книжевниот јазик, што го поистебетуваат многу наши политичари. Идентитетот е многу, многу посложен, комплексна. Многу закружен историски дел. Александар Македонски е вратен. Да, точно. Погребан е тука. Точно. И остана во сеќавањето на тоа свето место. Како легенди. Да. Тука се и библиотеките, тука е Академијата на Аристотел, како велите, повеќе од 40 устави напишани или на повеќе од 50. Да. Напишани на тој За поход. сите територии до Индија. Тука е Академијата во Мијеза, тука е гробот на Еврипид. И многу познати имиња од антиката, што биле професори, се таму погребувани. Сега, имајќи ги сите тие работи, ние газиме преку нив, дури кога ви ги сквернамиме, најчесто. А кај да појдете, тоа е светиња. Во било кој свет ќе најдете едно малечко дзидче некаде и готово, цела држава ќе се дигне на нозе да докажува дека тоа е од тој и тој период и да ние ги имаме тука, не сакаме да погледнеме. Зошто е така? Затреба некој да дојде од надвор да ни каже дека луѓе кој го гледате со очи. Значи не е приказна, ајде да поработиме тука. Затоа во Македонија васка немате ниту еден македонски град што е отворен од периодот на антиката и пред антиката, токму ради ова школа која има политичка позадина позад тоа, а нема научна или историска вистина. Васки, отворивме прашање за Глигоров и ви рековте дека Глигоров е еден од авторите на антиманифестот, дека ако има манифест на Асном, има и антиманифест. Дека Киро Глигоров е еден од авторите на тој антиманифест. Да, точно. А тоа е суштината на обединување, нели, на Македонија. Оно што беше ветувано на македонците да земат оружје во раце, да ја ослободат Егејска, Пиринска и денешна Македонија. И да тоа биде дел од една Балканска федерација. Тоа е ветувањето на Коминтерната. Елиминирани се маса на луѓе. И сите после се ликвидирани. Антиманифест. Михајло Апостолски, силно само да објасниме, сестрата на Киро Глигоров е сопруга на Михајло Апостолски. Да, точно. Михајло Апостолски на бел конј влегува во ослободено Скопје. Да. Прв председател на Македонската академија на науки и уметности. Точно. И ја жртва својата кариера да го спаси Киро Глигоров, Точно. кој испратен во бел. Тука е приказната и на Павел на Шатер. обичен командир во касарна во Сараево отиде само да ја спасе главата на Глигоров. Тука и Павел Шатев. И Павел Шатев, и Ченто, да не ги редиме се, многу ги има. Имате на приказна за Павел Шатев, не знам дали сакате да ја кажете. Таа е многу интересна. Може би во друга прилика се однесува на Црвениот оркестар. На Црвениот оркестар, да. Таа е друга приказна. Знам, ако можеме некоја друга емисија да направиме, тоа е долга приказна. Дека Павел Шатев всушност се дава првичната информација. За нападот на Германија на Советскиот сојуз. Многу порано него Зорге. Значи тој е Павел Шатев. И Сталин наредува, го сметал таа информација за дезинформација, наредува, не знаел кој е изворот, овој да биде ликвидиран. Павел Шатев, 3 смртни пресуди има Павел Шатев. Имаше доживотни после во Либија, 500 километри од Триполи долу, беше на 101 година сургон осуден, таа втората казна. И се такви знаменити ние личности ги избришавме од историјата. Трагично завршија, кој на голи оток, кој по затвори, и не најдовме за сходно, барем јавно, да им го признаеме, што целиот живот го посветиле на Македонија и да им се извиниме на нивните семејства за злоделата што сме ги направиле. Поврзано со тоа, ние се соочивме и 91-92, со Павле Трајанов иницииравме пред тогашната влада
Павле многу се залагаше за тоа, владата да донесе закон со кој ќе им се возможи морална рехабилитација на жртвите од тој период. Начелно, пошто владата беше експертска, начелно имаше согласност. Но како текстот го пишуваше Павле, влезе во процедура, заглави и никој пат не биде бел ден. Јас не можев да поверувам, ајде тогаш имаше премрежија, воедини и експертска влада, меѓутоа после тоа дојде така наречена политичка влада. Никој пат то не помина. Сега, после многу години, повторно имавме ситуација на еден режим, што цела меѓународна заедница го крсте, заробена држава, режим, владењето на фамилијата на Мијалков и Груевски, синоним на тој режим, каде што се испроducира мноштво жртви на полициско монтирани и политички мотивирани процеси. Сите пријави со притвор. Сега гледате колку се внимава да не му влакно фали на Мијалков да не оди во притвор. За најобична работа. Украл салата од пазар, притвор. Кебапчиња, притвор. Сите од притвор беа носени на судење. Пред истите овие суди, сега што судат. Затоа, сите овие невладини организации во тој период направивме една асоциација во комитет и со Павле напишавме предлог текст пред Советот за реформи на Приве, кој ќе овозможи барем делимична правда за жртвите на таквите монтирани процеси, кој не се однесува само на овие попознати во јавноста, него се однесува и на стотици други жртви. На таа тема, владата, односно тогашната опозиција со Заев, буквално дојде на власт. Нема правда, нема мир. И го стави во својата програма, под број 3, дека приоритет ќе биде на новата влада донесување на закон со кој ќе се возможи морална и правна рехабилитација на жртвите. Углавном се работеше за Мијалков, помалку и за другите. Не само со незаконито присушување, тоа беа користени, ако некој сака да го притворат, од тие незаконити. Ќе рекетираат фирми, не дава пари Васко, притворете го Васко. И осудете го толку. Слушавте по бомбите, од кафана му нарачува на судија, колку години, кој да биде осуден. И тоа беше страшно време. Таа поука мора да ја научиме ние. Но што се случи? Советот на Прибе го расформира, иако беше ставен овој закон во приоритетните на брзишини, што ги нарекла тоа. Се расформира, се формира Совет за спроведување на реформи, што беше малце парадоксално. Затоа што ние немаме реформи, па да формирате Совет за спроведување на реформи, кога никаква реформа не беше направена, од истите луѓе што учествувале во ваквите процеси. И тоа што сватив дека нема да биде ништо во ред. Сите обиди пропадна, ево 2 години како е повторно иницииран законот во парламент, але во својство на пратеник. Начелно има согласност од сите. Сега демек им дошол паметот зашо СДС ги загуби изборите, најмногу ради ова. Помалце за договорот од Преспа, затоа што луѓето очекуваа правда. Тоа е неброен број луѓе кои гледате каква е перцепцијата кон државата, кон судството и така натаму. Преку 80% немаат доверба во судството на сите анкети. Зошто? Зашто е тоа така? И сега, ако не го донесат овој закон, што повторно е 2 години предмет на пазарење во парламентот, џабени се било какви други разговори, ако вие не ја гарантирате правната и личната сигурност на своите граѓани. Ако почнувате да се пазарите со криминалци, да бидат предмет на трговија човековите права, тоа е најголемата грешка што ја направи предишниот премиер. Тој ќе биде сега голем товар и за новата влада. Ќе го вратат ВМРО на власт. Ако ово не го направат, ви гарантирам нема што да барат на следните избори. Тоа све да направат. Ако издржавте саат и 40 минути или 1 час и 40 минути, вториот дел на интервјуто со Слободан Благоевски во четврток во 22 часот.
за атентатот на Киро Глигоров, за војната 2001 година, за Илирида, за 150.000 албански држављанства. Што се случуваше пред атентатот? Кршење на санкциите, Али Ахмети, дали биле соработници на службите и така натаму, Киро Глигоров, начинот на доаѓање на Киро Глигоров. Атентатот или смртта на Јордан Мјалков, таткото на Сашо Мјалков, на Никола Груевски, како Мјалков ги прави парите, како доаѓаат на власт, како ја практицираат власта. СДСМ Зоран за преговорите со Бугарија, како е изгубена власта, значи нови пикантни информации, повторно еден джамбо интервју, трае некаде околу сат и 20 минути, некаде повеќе од 80-85 минути. Ако ви се допадна оваа емисија, ново дружење четврток од 22 часот. До четврток од 22 часот, пријатно вечер Македонија, каде да си.